Господине Ковачевски, од тоа што некој би требало да се срами, гледам вие се гордеете. Мојата дискусија беше од таков аспект кажана да имате маце вашата совест да проработи. А вие гледате, не разбирате ништо. Вие ништо не разбирате, господине Ковачевски. 7 години креирате буџет во државата. Од 2020 до 2025 година. Директно креирате буџетот. Финансиите ги оставивте, се катастрофална ситуација. 2 години не земате зборов дека никаде ве нема и потоа излегувате како експерт. И јас само констатирам тоа и вие овдека излегувате и вие фалате на комплиментот. Ништо. Ако смета дека тоа е нормално. Не беше акцентот на тоа кој е починат и во која вода колку луѓе починале. Ме прашав многу просто прашање. Ве излезете, одговорете и ви имате право на реплика. Како е можно кога вие сте премиер да кажувате дека максимум што може да се покачи пензијата е 3 евра или 180 денари? И како е можно сега пензијата да биде покачена за 7000 денари? Нели е тоа логично прашање кој што вие прилика би требало да го одговорите? Нели е логично прашање да денеска во ставка влада имаме 127% зголемување на средства за предприемништво и инвестиции? Единственото предприемништво кое што луѓето од ССМ го подразбираат е градење згради во Дубај. Единственото предприемништво кое луѓето од ССМ го разбираат е купување и продавање на јахти на Егејско море. Ама тоа е лично предприемништво, а овдека се работи за државно предприемништво. Значи водава скратила од непродуктивни трошоци, 41% од услуги и стоки се скратени средствата, а за 130% парите за поддршка на инвестиции странски и домашни независно се зголемени. Ама тоа немате доблест да го кажете, да го апострофирате. И пак ќе ви кажам, независно кој е вашиот став, независно која е вашата перцепција, не можете вие директно да се абстрахирате од хаваријата која што оставивте во јавните финансии. 5-6 години директно го креирате буџетот. Нов ден, ново задолжување, јас и вие одека го комунициравме. Сега тие пари да ги враќаме. И ве прашав, кој автопат го направите? Ниеден. Дававте пари за кафанџиите во Охрид, дававте пари за туризам, дававте пари за се, не дававте пари за ниту една капитална инвестиција и денес овдека излегувате и верите, па даро капитални инвестиции 10%, 8%. Мислам, дали сме сериозни? И дали мислиме дека на преходниот премиер и заместник министер за финансии, тоа ќе му го заборавиме, актуелниот лидер на опозицијата не постои никаде, го нема, и при тоа ние овдека треба да излеземе и да ви се правдаме, да ви кажуваме што и како и зошто работа. Граните гледаат. И не случајно СДСМ е на ниво на кое што е на овие локални избори. Благодарам.